Добар ден, изминува последниот ден од јули, предпразничниот продолжен викенд. Неколку настани му дадоа печат на денот. Почнуваме по најавата на темите на денот. Отворањето на леарница на Кранфилд Фаундри во Пробишти предизвика реакција од страна на екологистите. Се работи за модерна и зелена леарница. Ќе бидат запазени сите екостандарди, смируваат надлежните. Тешка кражба со богат плен имало деновиве во Кочанско Мородвис. Полицијата трага по сторителот кој украл пари и злато во вредност над 2 милиони денари. Беровските туристички капацитети целосно пополнети за празничниот викенд. Почнуваат владимирските и линденски средби, а голема прослава се подготвува и во Виничко Градец. Поплавени улици, откорнати дрвја, оштетени покриви и поседи е билансот од страшното невреме кое го зафати Берово денеска околу пладне. Беровчани беспомошно гледа како ветрот корнеше дрвја и паѓаше град со големина на лешници. Обилниот дожд поплави дел од улиците во градот. Управата за хидрометеоролошки работи најави дека и понатаму на наместа во земјава времето ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. После најавата за изградба на леарница во Пробишти, екологистите со реакција за можна опасност на овој индустријски капацитет врз животната средина, градоначалникот на Пробишти тврди дека граѓаните не треба да бидат загрижени, а смирувачка порака испрати менаџментот на Кранфилд Фаундри, инвеститор на леарницата во Пробишти. Уште по неофицијалната најава на инвестицијата на Кранфилд Фаундри дека ќе гради леарница во Пробишти, се појавија многу шпекулации и мислења за истата. Најголем дел се однесуваа на влијанието врз животната средина, која би го имала изградбата на фабриката. Градоначалникот Тоневски рече дека инвестицијата е значајна за развојот на градот и истакна дека како градоначалник нема да дозволи никаква инвестиција, ниту какво било вработување, кое ќе биде штетно по здравието на жителите на општина Пробишти. Се работи за леарница, тоа е погон кој што е сосема различен од зборот топилница. Во топилницата се преработуваат и се топат примарни материјали, односно се топат концентрати или сулфидни руди, кои што предизвикуваат многу штетно влијание од ослободувањето на сулфурот кој што го има во самите елементи. Денес реагира екологистите, загрижени за влијанието на овој индустријски капацитет врз животната средина. Но менаџерите на Кранфилд Фаундри тврдат работиме според светските стандарди и користиме најмодерна технологија. Не се работи за топилница, туку за леарница на железо, која ќе произведува со еколошки чиста технологија и нема да загадува. Ова беше пораката која испрати менаџментот на Кранфилд Фаундри, компанијата инвеститор во Пробишти. Во леарницата ќе користиме еколошки чиста технологија, која е достапна во современиот свет. Вакви капацитети се градат низ Европа, во самите градови или во непосредна близина, но под еден услов да ги задоволуваат стандардите предвидени со европското законодавство, изјави Дариос Џуба, главен извршен директор на компанијата. Ваквиот вид леарница не постои во Македонија. Граѓаните не треба да бидат вознемирени, бидејќи ќе бидат запазени сите еколошки стандарди, вели Бил Павлески, министер за привлекување странски инвестиции. Инвестицијата на Кранфилд Фаундри во Пробишти се проценува на 15 милиони евра. Во леарницата треба да се вработат над 280 луѓе. Тешка кражба со богат плен се случи деновиве во Кочанско Мородвис. Вчера во СВР Штеп е пријавено дека во периодот од 29 јули до 30 јули годинава во куќа во село Мородвис непознат сторител со насилно отворање на прозор извршил тешка кражба во куќа во сопственост на НС, при што одзел 400.000 денари, 28.000 швајцарски франци, околу 1.000 евра и 73 златни француски монети, пошто го напуштил местото на настанот, стекнувајќи се со противправна имотна корист од 2 милиони и 260.000 денари. СВР Штеп презема мерки за целосно расчистување на случајот.
Градежни активности за обнова на патната мрежа на истокот има секојдневно. Во подготовка се градежни зафати за рехабилитација на патниот правец Делчево-Голак. До крајот на годината се очекува да биде избран изведувачот на градежните работи за делница во должина од 10 км, која ќе биде проширена за 1,5 км. Долгоочекуваната реконструкција на патниот правец Делчево-Голак пред својот официјален старт. Во тек е тендерската постапка за избор на изведувач, постапка по која и официјално ќе започне неговата рехабилитација. Некаде до крајот на годината веќе би се знаело кој ќе биде изведувач на градежни активности, кој ќе биде надзорен орган и би можело да отпочнат градежните активности, со тоа што исто така проектирано е градежните активности да завршат некаде од прилика за 12 месеци, односно за цела година. Во должината патниот правец нема да претрпи промени. Патниот правец ќе претрпи во однос на, како што реков, на ширината, со сега ширина од 3 метри, променлива ширина од 3 метри, проектирана ширина сега на новиот коловоз е 4,5 метри на коловозот, плюс дополнително по 1 метар од страни за банкини, риголи и други придружни патни објекти. Рехабилитацијата на патниот правец Делчево-Голак нема да има било какви штетни влијанија по човековата околина. Овој податок се темели врз извештајот за влијанијата врз животната средина, кој што вчера беше презентиран на јавна консултација одржана во Делчево. Во текот на проектирањето на овој пат водено е сметка да се запазат сите еколошки позитивни потреби и да се намалат влијанијата врз медиумите на животната средина. Предвидено е мониторинг план, како и план за намалување на истите влијанија. Јавното претпријатие за државни патишта во соработка со општина Делчево ќе има и воспоставено механизам на, така да кажам, слободно жалби и поплаки, со кој што локалното население би можело да го изрази своето незадоволство или задоволство со реализацијата на овој проект. Инаку рехабилитацијата на патниот правец Делчево-Голак, јавното претпријатие за државни патишта, го реализира со финансиска поддршка од Светска банка. Предвидениот буџет за рехабилитација на оваа делница е во висина од 1.455.000 евра. Реализацијата на овој проект ќе биде од огромно значење за заживувањето на туризмот во Делчево. Денес се асфалтира улица Рибник во Штип, во должина од половина километар, со површина од 4600 метри квадратни. Вредноста на проектот изнесува 1.900.000 денари. Течат и завршните подготовки за асфалтирање на 4 улици во село Чардаклија, со што се решава голем проблем на локалното население. Продолжува асфалтирањето на улици во Штип. По вчерашното завршување на крак од улицата Маршал Тито кај детската градинка Вера Циривири Трена и улиците во Долна Железничка, денес нов асфалт на улицата што води кон бањата Кежовица. Денес се асфалтира улицата Рибник, таа е во должина вкуп околу пола километар или вкупно 4500 метри квадратни. Вредноста на оваа инвестиција, односно реконструкцијата е 1.900.000 денари. Ова улица која се протега од училиштето Искра преку мостот на Брегалница беше доста оштетена, поради што представуваше голем проблем за сите оние кои имаа потреба од физикалната терапија и од бањата Кежовица. Со незината реконструкција и асфалтирање, значително ќе се подобри сообраќајната комуникација со овој бањски комплекс, кој се повеќе го посетуваат гости од другите градови и од соседните држави. Истекува рокот за поднесување апликации за откуп на парцели во општина Штип. Реувањето трае до 4 август, а јавното надавање ќе се одржи на 6 август. Се работи за 10 атрактивни парцели за индивидуално домување, за деловни објекти и една за колективен стамбен објект. Поголем број градежни парцели во сопственост на Република Македонија се предмет на откуп од страна на заинтересирани кои ќе се пријават на распишаната објава за оттуѓување во еден од печатените медиуми. Оттуѓувањето на градежното земјиште кое ќе се одвива по пат на електронско надавање се однесува на 13 парцели на повеќе локации во Штип. Една во населбата Леваци, 4 на улица Пиринска и една во населбата Баби. Една градежна парцела е за колективно домување, имаме во населбата Баби, 5 градежни парцели со намена деловни дејности и тоа во 2 во населбата 8 ноември, 2 градежни парцели кај Стари бунари Туртел и една градежна парцела во кругот на Стибо. Освен овие, една градежна парцела е наменета за лесна и незагадувачка индустрија во кругот на поранешта Македонка. Огласот може да се види и на интернет страната на општина Штип.
можат граѓаните да ги видат цените и површините на парцелите, намената на парцелите, може да го видат огласот на веб страната на општината. Од општина Штип дознаваме дека интересот кај граѓаните е доста голем и дека истите ќе имаат можност да се пријават до 4 август. Јавното надавање по електронски пат ќе биде одржано на 6 август. Дневникот продолжува со празнични теми. Започнуваат свеченостите за славење на Илинден. Во Малешевското село Владимирово денеска почнува 3-дневна манифестација Владимирски илинденски средби. Организаторот најавува богата културно-уметничка и забавна програма. На вториот ден од манифестацијата ќе има илинденски турнир во мал фудбал. Годинава ќе се отвори и постојана изложба на словена културно-историска одаја, огледало на Владимирската гордост, на која ќе бидат представени документи, предмети, книги и фотографии, кои говорат за историјата и потенцијалите на село Владимирово. Централниот настан е одбележувањето на Илинден, кое традиционално се одвива на местото викано Шиливи огради. Празнувањето започнува со свечена литургија во црквата Свети Илија. Во општина Берово и пред празничниот викенд сместувачките капацитети се речиси преполни. По враќањето од море овде најчести се гостите од главниот град, а се повеќе има гости и од странство. Берово и Малешевијата подготвени за напливот на туристи за продолжениот викенд по повод Илинден. Зголемување на бројката на туристи за 10% во однос на минатата година е она што го очекуваат менаџерите на сместувачките капацитети. Сместувачки капацитети кои пред празникот се речиси исполнети до последно место. Како секоја година и оваа година веќе почнуваат да ни приоѓаат гостите, поготово индивидуалните гости. Веćinom се од странство и домашни гости. Како и секоја година, од враќање од море се посетува планината. Можеме да бидеме задоволни со тоа што има некој покачување од ланската година со 6% во однос на овој период и очекуваме дека ќе бидеме со негде до 10% покачување оваа година, 2015. За гостите кои што ги има најмногу од македонската метропола, Берово е едно од местата кое што е топ дестинација по враќањето од море. Доаѓаме од Скопје, дојдовме овдека за да се оладиме, горештините да ги поминеме овие 2 дена, сабот и недела. Така да стварно најдовме овдека доста добри места, убави места. Дојдовме во манастирот сега да видиме, баш многу и тоа е убаво и ни интересира. Бевме на повеќе места, бевме во местото Клепало, да, бевме во местото Клепало. Имаше добар ручек, ручавме, се оладивме и сега по плавне тргнавме да се враќаме назад и да го посетиме манастирот. Така да сум задоволен и прекрасен од Берово. Берово е многу убаво место. Им пожелувам на сите да дојдат Берово да се представи како еко Берово. Ми се допаѓа Берово и така да има уште малце да се работи за да биде Берово на прво место. Инаку добрата местоположба на Берово возможува градот да биде атрактивен и преку зимскиот период. Развојот на зимскиот туризам го гледаат во изградба на ски патека со лифт, како и обезбедување на вештачки снег. Во Штип промовирани се 2 книги од професор доктор Марија Кукубајска, Букварчето на Емилина, книга за деца и за антологијата на античко-македонски поети, истражувачко дело за античкото потекло на македонците. Книгата има универзално значење. Таа е нематеријално културно наследство на човештвото. Затоа треба да читаме, за да ја овозможиме на нашата душа да се насладува, бидејќи не постои полојален пријател од книгата. Денес професор доктор Марија Кукубајска во Штип ги промовираше своите 2 нови книги. Делото за антологијата на античко-македонски поети е збир од објективни сведоштва за историјата на македонската книжевна наука. Антологијата на античко-македонски поети е резултат на обимни истражувања по библиотеки од Ватикан до Конгресната, до Британската библиотека, по книжевни томови за историјата на културите и литературите за античко-македонскиот идентитет. Оваа книга е изнесување на факти и аргументи за постоење на македонски поети со нивниот извор од дела, наведувани и подкрепувани од историчари и биографи, со нивните објективни научни вистини за веродостојноста на различноста на македонците од немакедонските, хеленски и други култури, литератури, народи и јазици.
Книгата е збир од објективни сведоштва за историјата на македонската книжевна наука, која досега немала истражувачки тимови, вклучени македонски автори од толку ран период во македонската културна историја. Денес беше промовирано и букварчето на Емилина, книга за деца со вежби за описменување и запишување на формите кои ги сочинуваат буквите од македонската азбука. Следејќи научната литература за детскиот развој и воспитување во западните и источните пракси, заклучив дека е време веднаш да се пристапува кон поместување на границите на описменување на децата од 7 или 6 години во некои земји на 3 години, како долна граница на спремноста на детето да се учи на совладување на азбуката, во оваа книга на македонската азбука. Уште еден битен сегмент во мисијата и методологијата на описменување преку ова букварче за 3, 4 или 5 годишни ученичиња е и промоција на улогата на родителот и на семејството. И вториот дел на букварчето на Емилина веќе е подготвен за печат. Тој ќе служи како унапреден практикум на наученото од првиот дел, додава авторката. Инаку овие две книги своја промоција ќе имаат и во Скопје на 4 август. Вечерва на летната сцена во Дом на младишти промотивен концерт на првиот албум ќе има Игор Атанасовски, познат како Гуру Харе, еден од најпрепознатливите актуелни македонски музичари. Се работи за првото комплетно авторско видео на дело на Гуру Харе, чии промотивни концерти низ Македонија почнуваат токму во со вечерашниот концерт во Штип. Продолжуваат летните активности посветени на младите во Дом на млади. Вечерва сите заинтересирани ќе можат да присуствуваат на промоцијата на новиот албум на Гуру Харе, насловен како Overdose of Blues. Овој албум е прв на Гуру Харе, меѓутоа ова изведувач кој го опознава македонската јавност и сите оние кои ја сакаат убавата македонска музика веќе 20 години, поради тоа што тој е еден од учесниците на голем број бендови, меѓу кои и Архангел. Гуру Харе или Игор Атанасовски се појавува на безброј песни како гитарист, музички писател и аранжер. Својата богата кариера ја започнува како член на стечајниот блуз бенд, потоа преку бројни настапи со речиси сите локални музичари и пејачи, а особено успешно се појавува на блуз албумот на Игор Џамбазов. Настапувал и со блуз легендата Луизиана Ред и со гитара на не помалку познатиот Елмор Џејмс. Горештините и сушата го зема данокот на градинарските производи, велат производителите кои дел од своето производство денес го нудеа на пазарот во Штип. Цените на сезонското овошје и зеленчук за купувачите се добри. Градскиот пазар во Штип денес со мощна богата понуда. Овој пат сакаме да ви ги пренесеме искажувањата на производителите, како со високите температури се справуваат градинарските култури, како што се дињите и доматите, кои во овој период од годината покрај пиперките и лубениците се најбарани од страна на муштериите. Пазарот ретко може да се најде убава диња. Овие од кај се? Од Сушево. Постојано одгледувате таму? Да. Земјата ли ги прави или семето? Па зависи земјата повеќе. Да. Благи си, благи? Супер се. Која сорта? Добре, Фарис. Да. Има ли производство година? Слабо. Зошто? Слабо. Голема температура, не успева. Горат на нивата. Гледаш, ситни устана, нема добар квалитет. А блажина има? Имат блажина. Просечно колку нараснуваат по големина? По кило, 2? 2 кила. 2 кила најголема. Колка површина имат? Па околу 4 декара. Колку планиравте да добиете? Слабо. Слабо. Многу слабо. Родија колку требаше да даде? Ако Родија можеше да даде 2 декара околу 3 тона. Али на половина. Слично сонцето се одразува и врз доматите, се пожали производителка од Градовци Кочанско. 2 декара. Има ли добар род? Нема. Суша. Суша. Сонцето е лоша работа. Лоша работа. Току му се падна прегоре. И сега по која цена го дава? Па 25-20. Која сорти имате? Ова е розов, воловско срце, така го викат. А ова е оптима. Двата се добри? Добри се. Убави се за јадење.
Во Штип денес се пазаруваше пред пладнето, додека сонцето се уште не зрачеше со целата своја силина. По пладнето производителите и продавачите се криеја во сенките во очекување на нови муштерии од конфекциите. Палестинско дете од 18 месеци го загуби животот во подметнат пожар во својата куќа. Огнот ја зафатил куќата додека бебето спиело со своето семејство. Постариот брат и таткото се здобиле со тешки повреди. Напаѓачите оставиле графити во близина на куќата кои на хебрејски може да се протолкуваат како одмазда. Директорот на Австралиското биро за безбедност во авионскиот сообраќај, Мартин Долан, изјави дека е многу веројатно авионските остатоци што се појавија на францускиот остров Реунион во Индискиот океан да му припаѓаат на исчезнатиот малезиски Боинг 777. Деловите сега се испитуваат, но најверојатно станува збор за малезискиот авион, затоа што нема регистрирано друг случај на исчезнување на Боинг од овој тип. Над 37.000 лица се евакуирани од своите домови во парагвајската престолнина Асунсион поради поплавите што го зафатија градот. Поплавите ги предизвика реката Парагвај, која се излеала од своето корито. Парагвајските власти презедоа мерки за времено сместување на евакуираните лица и за нивно обезбедување со храна и облека. Фудбалерите на Работнички со победа 1-0 без примен гол ќе патуваат на реваншот од третото коло од квалификациите од Лига Европа кај турскиот тим Трабзон. Романтичарите вчера вечер на Филип II го победија Трабзон со 1-0. Стрелец на единствениот гол беше Блаже Илиоски во 23-та минута. Македонскиот тим во вториот дел имаше уште 2 шанси за да постигне и поубедлива победа, но шансите не ги реализираа Илиоски и Анене. Трабзон за 90 минути создаде само една вистинска шанса, но слично како и Анене и Кардозо, од изгледна позиција биеше непрецизно со глава. Реваншнат преварот се игра на 6 август. Овде е крајот на Дневникот во 16:30. Се гледаме во 20 часот во второто издание на Дневникот. Пријатен остаток од денот.